3 до 4% од мравките на дадениот брег умираат дневно, без последици освен за некој месец, некоја генерација. Важно, работата да оди, токму како што навистина врви. Биологот што се одзива на име Луис Томас го рече ова не само како факт што е потврдено точен, туку целејќи кон прашањето: што е најблиску до ова, ако не бескрајниот јазичен праксис на генерациите во Грч, кои го зидаат овој град според проектот од кој се уриваме. А сепак, без него, што можам да речам кога се ракувам со вас? Би можел да се пожалам, да пропелтечам или да поплачам, или на крај да покажам кон овој град и овој проект, што се чини никој не го создаде, а не создава сите нас. За себе можам да го кажам следново. Ме обзема несовладлива желба за градење и довршување на проектот и само понекогаш ќе застанам за да се обзрнам на изграденото. Тогаш, само тогаш, забележувам колку малку знаеме за тоа колку грешиме. Те отворам. Скрцнува воздухот, високите температури, но срцето те чува. По камењата и сувите треви се спровираат змии, страсти, а музиката лубеница ја гасне жетта. Се влегува изгледа одвнатре или се паѓа. Мене описот не ми се допаѓа, но ме инспирира. Се е подготвено за дочек, но мириса на крв. Скопје, градот на македонската црвена земја, архитектурата на земјата се врати кон земјата. Исчезна под налетот на воопшто Првата светска војна, под налетот на љубомората, омразата, гризодушието и кражбата на технологијата. Скопјани сватија едно. Покрај жестокоста и масовната смрт која ја донесе војната, инаку непозната за скопјани, тие не го заборавија примарниот порив за градба, што значи потрага по возобнова на рајската среќа, и тие решија среќата повторно да биде тема на архитектурата на овој град, но сега изграден од камен. Затоа, почитувајќи ја древно македонската мудрост, која гласи: треба да се оградиш за да бидеш среќен и слободен, тие изградија градот камен и го заштитија со ѕидини. За да можеме да го согледаме тој град, се наоѓаме токму овде, на археолошкиот локалитет Скупи, кој засега само стасал некаде назад со ископот околу 2000 години. За да стасаме до вистинскиот град на бронзата, ќе треба повторно да ја замолиме архитектурата на земјата и подземниот урбанизам на Скопје, за да ни го открие годините и епохите пред 84-та година по Богомладенецот, пред преминот од многубоштво кон монотеизам. Со археолошките истражувања констатирана е преисториска фаза на македонска населба.
Се до 168 година, кога римјаните ја окупираат дефинитивно Македонија, си постоело овдека населено место или град кој влегувало во состав на големото македонско царство од времето на Филип и Александар Македонски. Како доказ за ова служат одредени артефакти и монети кои се пронајдени од времето на македонскиот цар Касандар. 316-297 година пред нашата ера. Де факто тука постоела населбата по име Скуп или Скоп, што во својата основа го има древномакедонскиот збор куп. Значи нешто што е собрано, што е на едно место. Со представката С се создаде Скуп или Скоп, а подосна го направиле Скупи, Скопос, Скупис и така натаму. Се до средновековниот период, кога градот на горни град од Скопската тврдина го доби името Скопје. По 168 година до први век наша ера постои одредена населба, меѓутоа од први век некаде до крајот на третиот век постои огромна една урбанизација на градот, кога се формираат улиците од север на југ, од исток на запад со одредено отклонување. Значи имаме еден ортогонален систем на испроектиран град и изведен град. Со централна улица и паралелни улици и под 90 степени улицата исток-запад со други паралелни улици кои формирале квартови. Овој град имал покрај главната улица, кај што се наоѓале дукени, се наоѓале колонади, поплочена улица во подоснежниот период, кај што имало централен канал за собирање на атмосферската вода, на отпадните води, на фекалната канализација. Имало базилики западно од централната улица и источно од централната улица. Во времето на Клавди, овдека се населуваат и служени легионери. Значи од Клавдиевата 7 легија, исто така тука била сместена 4-та скитска легија, 5-та македонска легија, а има предпоставки дека се наоѓала и 4-та македонска легија. Главната реурбанизација или урбанизација на градот е помеѓу првиот и 4-тиот век. Крај на 3-тиот и почетокот на 4-тиот век настанува втората реурбанизација на градот. Значи, после Миланскиот едикт, Скупи има епископија, а после 451 година имаме архиепископија. Исто така Скупи е значајно со тоа што како административен, воен, културен, трговски центар, не само на централниот македонски полуостров, туку и пошироко, се наоѓал на раскрсница помеѓу исток и запад, север и југ, и затоа овдека имаме посета на повеќе императори, меѓу кои во 379 и 388 година и на Теодосије I, кој овдека издал 2 царски укази, еден под Скопис, а другиот под Скупис. 518 година се случува катастрофален земјотрес, во кој според Марцелин Комес се уништени 24 града, меѓу кои и градот Скупи. Во 268-69 година има наезда на готите, а во 4 век на хуните и поради
навестувањето дека ќе има напад од страна на разни вандали кои доаѓале на овие простори, населението беше излезено и тоа е среќата што остана живо населението после земјотресот од 518 година. Меѓутоа, никогаш повеќе Скопје не го доживува тој сјај што го имал со неговите базилики и цивилни и верски, односно ранохристијански базилики, со чесмите, со импозантните улици, со импозантните административни објекти и така натаму. Животот после 518 година трае се до 11-12 век, меѓутоа тоа е веќе едно помало населено место кое никаде веќе не се споменува, каде што нема веќе седишта на архиепископија. Бидејќи после 535 година архиепископијата се преселува во нов град, изграден од царот Управда Истинијан или Јустинијан I, наречен по неговото име Јустинијана Прима. Како што исчезнува детството со сета негова изворна инвентивност и се престора во кристализации и спомени, во кои постојано го фалите детото за неговата гениалност и креативност, како минува времето, како детето преминува кон сериозноста на животот, вие и не забележувате како на непознато место од непознати причини се зачипчува љубомората. Скопјани во периодот на неолитот и воопшто источниот Левант се занимава со благородната игра на откривање на орудија и осуваршување на орудија кои помагаат за посреќен живот. Неолитското Скопје беше градот на среќата. Тоа не остана незабележано за народите кои живееја се уште во палеолитот и мезолитот. Тие народи, имајќи потешки услови за развој, развиваа една друга креативност со негативен предзнак. Тие го совршуваа оружјето. Тие ја играа играта на војната, која беше потполно непозната за скопјани и за целиот македонски неолит. Скопјани и македонците направија една грешка во нивната игра на инвенција, тие го открија металот. Народите од северот ја сватија функцијата на металот поинаку. Тие сватија дека од тоа можат да се направат потрајни и поубоити и покрволочни оружја. И некаде во вториот милениум пред новата ера започнува Првата светска војна во смисол на кражба на воена технологија, односно на кражба на металот и технологијата за производство на оружје за метал. Археолозите овој период ќе го наречат период на култура на урни, бидејќи сите неолитски градови јужно од Сава и Дунав во овој период се потполно дотолчени и спалени. Сета култура е опожарена. На тој начин исчезнува неолитското Скопје, градот на земјата, и се појавува градот на каменот. Скопјани и македонскиот неолит возвраќаат со нов град, град кој е создаден од камен, но овој пат двоен. Град на живите и град на мртвите.
Спомнав еден важен податок за земјениот град Скопје на македонскиот неолит, дека тој градот зарачуваше среќа и беше граден за да создава среќа. Тоа елементарно чувство за достоинство не го забравија ни скопјани на градот од камен, но го надградија и сватија нешто како први архитекти на Европа, како прв градителски, сериозен, естетски двиг во Европа. Дека среќата има и своји технички карактеристики. Градот од земја знаеше за систем од канализација и системот се состоеше од септички јами. Градот знаеше за средишни места за собирање и Скопје и другите населби од македонскиот неолит знаат за храм. Градот знаеше за парцелизација на земјата, знаеше за поделба на земјата помеѓу земја која има карактеристика за да биде градежно земјиште и земја која има карактеристика за на неа да се посади нешто. Затоа во градот од камен, во ова Скупи, кој е во овој момент, во оваа фаза на археолошки ископување во Македонија и најголемиот град од камен или антички град кој е 2 пати поголем од Стоби, тие ги усовршија овие системи кои создаваат предуслови за достоинство и среќа. Скупи беше среќен град. Скупи имаше поплочени улици, имаше ноќно улично осветлување, имаше систем од канализација, систем од јавни собиралишта, купатила, имаше место, форум каде што народот се собираше и исто така имаше место каде што еден се обраќаше во името на многумина. Имаше театар кој брои 10.000 гледачи, што значи исто така некаде околу 30% поголем од засега во Македонија најпознатиот театар Стоби. Треба да се присетиме дека среќата доаѓаше сама до периодот на неолитот, а веќе потоа, откако македонците, како и градот Скупи, ја осетија разновидната гнасотија на војната, тие за неа мораа да се борат и мораа да ја бранат. Да видиме понепосредно како се однесувале скопјани во периодот на антиката, односно како се однесувал градоначалникот на Скупи токму во тој период, бидејќи уметноста на добрата управа се состои во тоа да се суди праведно и да се одгледува и чува среќата кај своите граѓани. Обратно е со лошата управа. Таа прави се за да наголеми јазот помеѓу она што народот и жителите мисли дека е по традиција добро и она што е вистинска постапка на управата. Добро е да ги знаете податоците за градовите, да ја знаете урбаната поставка, годините, значајните личности, но нема да имате представа за континуитетот на културата и начинот на живењето во Скопје доколку не видите една слика на обичниот живот на луѓето од камениот град Скупи. Ке се обидам да ви го представам животот во овој извонредно богат град во некаде 518 година, во времето кога градоначелникот има своја функција, слична како градоначелникот денес, кога тој наутро се буди, пречека ние со добро утро прво од неговите дворјани, кои се дворјани затоа што му се додворуваат, а откако ќе ги заврши сите вообичаени физиолошки утрински активности, тој излегува во атриумот на својата куќа и тука го пречекуваат граѓаните кои се
дворјани од втора фаза, бидејќи тие му се додворуваат и секое утро чекаат да му посакаат не само добро утро, туку и да му кажат колку е тој добар, колку добро изгледа, да се заинтересираат за неговото здравје. Таа култура Скопјани и денес не ја промениле, но разликата е следна. Градоначелникот на секој таков дворјанин на кого ќе му биде допуштено да упати добар збор до него, му остава во раката по еден златник. Таа навика одамна е изменета и станува обратно. Денес граѓаните на Скопје му потпуштаат по некој златник на градоначелникот за подобро да ја сврши својата функција. Но потоа градоначелникот од тоа време се упатува на својата секојдневна прошетка низ градот, поздравувајќи се со луѓето по улицата и редовно посетувајќи ја базиликата. Базиликата е почитувано место во кое што се одвива јавен живот, често пати тоа е затворен пазар, кој бара и одлуки околу праведноста на понудата и поварувачка и околу праведноста на трансакцијата, односно тоа што е купено за пари, дали навистина толку вредело. Секогаш има конфликти и градоначелникот приближно на оваа место, значи на врвот во апсидата на базиликата, седи и ги донесува своите одлуки. Вообичаено неговите одлуки се праведни. И тој задоволен од својата одлука се враќа назад и шета повторно по прекрасните меремерни травертински улици на Скопје. Во случајов тој го среќава градскиот хроничар. Градските хроничари се луѓе кои веројатно и најмногу го познаваат и го сакаат градот и тие секогаш со занес зборуваат за градот. Градоначелникот се разбира не е многу среќен при средбата со вакви занесеници, но сепак го слуша како му објаснува дека тој успеал да преведе некои текстови во кои што Полибий во своите 40 книги историја го спомнал Скупи. Градоначелникот му вели дека ќе оддели пари за довршување на преводите, но заминува понатаму. Како секој добар градоначелник, тој е премногу заинтересиран за сегашноста, помалку за минатото и затоа не забележува дека на заминување овој му споменува дека според книгите на Полибий тој извлекол некакви заклучоци и рачуници дека на секои 500 години градот Скопје е посетен од богот Посеидон. Ова ќе има катастрофални последици по градот токму во истата таа 518 година. Би сакал да го нагласам следното. Ако Скопје во тоа време, или Скупи, како што во оригиналите се нарекува, ги има овие инфраструктури, што значи поплочени улици, канализација, организиран живот, библиотека, театар. За споредба, вечниот град, кој е далеку пославен од Скупи, во тоа време се уште нема поплочени улици, се уште нема ноќно осветлување. И се уште нема организирана канализација за целиот град, како што тоа го има Скупи, затоа што во тоа време во Рим, ако сакате да излезете ноќно време, тогаш немате заштита од градската управа и никој не ви ја гарантира безбедноста и сигурноста на животот. А што се однесува до фрлањето на отпад, Рим во тоа време се уште отпадот и канализацијата ги организира како големи септички јами.